кажи и направи нешто добро за Македонија. Здравствени совети во насока на подобрување на квалитетот на здравието и животот на луѓето. Во таа насока и важноста на делото кое што е веќе пред читателите и љубителите на пишаниот збор, а со акцент на она што значи здрав живот. Драги гости, и вие кои специјално дојдовте на денешната промоција на книгата, но и сите останати во овој прекрасен амбиент на Казабар, ви посакувам добре дојде на промоцијата на книгата 50 е еднакво на 100 или 50 здравствени совети за првите 100 години од авторот магистер фармацевт Филип Ачковски, а во издание на Адвербум. Почитувајќи ги сите правила и протоколи за организирање настани во време на коронавирус COVID-19, го организираме и овој денешен настан, кој што нема да биде класична промоција на една книга, туку еден вид здравствен, едукативен настан и промоција на здравиот животен стил. Здравието е состојба на целосна физичка, психичка и социјална благосостојба, а не само отсуство на болест. Ова е дефиниција дадена од Светската здравствена организација и го опишува здравието во неговата целосна сеопфатност. Пред да почнеме да ги применуваме правилните и позитивни насоки за да го подобриме здравието, треба пред се да изградиме и позитивни ставови кон здравието. Тоа во некој сегмент пред се можеме да го постигнеме ако сме добро, точно, навремено и правилно информирани. Всушност и приоритетот на секој едно вакво дело или издание е да точно го информира својот читател. Целта и на книгата 50 е еднакво на 100 е токму таа, да биде практично здравствено четиво за целото семејство. Во име на организаторите и поддржувачите на овој настан, ви посакуваме да поминете пријатни минути заедно со нас. Заедно ќе го промовираме здравието, здравиот животен стил, секако почитувајќи ги сите правила на заштита од COVID-19, а и ви сугерираме да се напиете кафе или здрав природен пијалок и да ги почитувате мерките на заштита. На самиот почеток му давам збор на авторот Филип Ачковски да го отвори овој убав настан. Ти благодарам, Билјана, што ја прифати поканата да го водиш овој настан, макар накратко да продискутираме овде, да не биде ова еден монолог, да биде еден диалог меѓу нас и да не биде една секојдневна промоција, бидејќи ова не е секојдневна книга, барем и насловот не е секојдневен, ако ништо повеќе. Ви благодарам на сите што најавте време, што одвоивте час и половина, малку да продискутираме, бидејќи ова не е стандардна промоција на книга, ова е една круна на еден проект, на проектот Топ Едукатор, и целта на овој настан е пред се издигнување на здравствените знаења и на здравствената култура, па понатака се друго. Во таа насока, после 2 години бројни настани, активности, настапи на бројни ТВ емисии, при што им благодарам уште еднаш на поддршката што дадеа медиумите во Македонија, им благодарам на дигиталните медиуми, поготово на Фарма Ньюс, им благодарам на печатените медиуми, особено на Нова Македонија, кои што беа расположени да придонесат во овој проект со редовно издавање на моите колумни. И на целиот овој начин, заедно со PR агенцијата Chapter 4, ми помогнаа да пренесеме до што поширока публика многу важни и јасни совети за тоа како да го унапредиме нашето здравје и нашиот здрав животен стил. Токму тоа е целта и пораката на овој настан, кој што е преточен во оваа книга, која што на крај морам да го пофалам издавачот Адвербум, на вистина направи да изгледа професионално и квалитетно, како што всушност е и целиот проект.
Ние одлучивме оваа промоција да ја направиме малку поинаква од вообичаено, како еден вид разговор, емисија на отворено и многу добро ќе одговара и ќе личи на едно вакво дело. Филип, креатор си и реализатор на проектот Топ Едукатор, она што го спомена и пред малку, го промовираш здравиот начин на живот, здравиот животен стил. Како дојде на идеја да почнеш со едно вакво нешто? 20 на години сум активен на работен план и пред се во рамките на мојата професија, јас сум фармацевт по професија и во таа насока клучниот дел од мојата работа е едукација пред се на здравствените работници, меѓутоа и не само нив. Одржуваме и бројни настани за стандардна популација во која што работиме на информирање како да го подобрат своето здравје. И сите овие проблеми и бројни ситуации со кои што сме се случувале на нашите настани и воопшто во работата, една работа е неизбежна. Едноставно е јасен факт дека здравствената култура во Македонија мора да биде на повисоко ниво, се со цел секој од нас да биде господар на сопственото здравје. Премногу зависиме од системот и од функционирањето, а тој, како што знаеме, не е идеален. Тоа се покажа особено и со оваа COVID-19 криза, со коронавирусот, каде што сите од нас верувам дека свативме колку е важно да бидеме правилно информирани, да бидеме спремни како да постапиме, како да ги препознаеме заканите по нашето здравје, како да работиме превентивно по нашето здравје. За жал, превенцијата е слаба точка, рак рана на нашиот народ и во таа насока сакав да помогнам со еден свој авторски проект, финансиран од лични средства, во кој што ќе помогнеме колку што е можно да опфатиме што поголем број на луѓе и на кои што ќе им всадиме идеја дека самите се најмногу одговорни за тоа што им се случува и за нивното здравје, дека многу е важно да го препознаат проблемот во неговиот зачеток, да знаат каде да побараат помош, па дури и да си помогнат сами. Токму тоа се пораките кои што се дадени преку тие бројни здравствени совети изразени низ писмена и усмена и електронска форма. Овде во публиката имаме и доста млади луѓе. Треба да мислиме на здравието, без оглед на тоа на која возраст сме, така? Дефинитивно. Нашата порака треба да биде јасна уште и према нашите деца. Значи, уште од тој момент почнуваме ние да ги градиме и детерминираме какви личности ќе настанат и каков живот ќе водат. Воопшто не е безазлено да постигнеме ситуација во која што би имале помалку здравствени проблеми, бидејќи младоста не е состојба која што трае вечно. Сите ние компензираме во одреден период од животот, нашиот организам компензира во младоста, меѓутоа сите грешки, да речам, или невнимателност, или можеби несериозно прифаќање на одредени симптоми доведуваат до тоа понатака да се бориме со хронични болести и токму тоа е една од пораките на Топ Едукатор проектот. Како едукатор и промотор на здравиот животен стил со долгогодишно искуство во здравствениот систем и во земјава и надвор од неа, цели 15 години ако не грешам, каков е генерално твојот став? Успеваме ли да ја подигнеме здравствената свест и култура кај населението и зошто ни е потребна здравствената едукација? Па се работи на таа тема. Она што е важно во овој период, овие 6 месеци се можеби во еден разговор пред да стигнам овде ги споделив баш овие мислења. Можеби беше потребна оваа криза за да кај некој од нас макар предизвика одредена катарза, одредено освестување дека некои работи не треба да се одложуваат, дека на некои работи треба да им се обрне повеќе внимание, дека некои работи се поважни од другите. Ако некоја вредност е значајна во нашиот живот, тоа секако е здравјето. Иако се сеќаваме на него само во моментите кога тоа ќе дојде под прашалник или кога ќе биде загрозено, меѓутоа така и со другите работи во животот. И со љубовта и со работата, доколку се ни оди добро, ние си спиеме на тоа дека се е супер. Кога ќе се влошат работите, тогаш сме загрижени и се бориме. Епа, драги мои, кога здравјето во прашање, често пати не можеме да ги вратиме работите на поедовна точка. Ни еден лекар, ни еден хирург, ни една диагностички апарат не може да ни помогне да се вратиме во првобитна состојба доколку сме направиле непоправливи штети. Токму заради тоа мора да работиме повеќе на нашата едукација, бидејќи тоа е инвестиција во себе
и заради тоа апсолутно сметам дека и кризата тоа ни го покажа, не сме на соодветно здравствено ниво и премногу лесно ги прифаќаме проблемите со нашето здравје, ги сметаме дека некој друг треба тоа да ни го реши. Јас како човек сакам да зависам од себе и како менаџер, не сакам да зависам од другите, од лекарот, од системот и така натака. Направете што можете за да бидете здрави што подолго и вие да ги контролирате работите во однос на вашето здравје и на вашето семејство. 50 е еднакво на 100. 50 здравствени совети за првите 100 години. Книга во која се сместени 50 на твои колумни. Интересен и невообичаен наслов, барем лично мене ми дава надеж и оптимизам дека ако навреме преземеме нешто за сопственото здравје, навреме ќе можеме добро да работиме и на сопствената долговечност. Па нека бидат и над 100, така? Да ги доживееме. Дај Боже, нека бидат. Насловот многу пораки крие во себе и секој ќе си најде што тој значи за него. За мене значи барем 3 работи. Едната работа наједноставна е дека тука има 50, да бидам попрецизен 51 здравствен совет, кои што треба да ни помогнат да живееме што поздраво подолг период. Бројката 100 е имагинарна, меѓутоа е една бројка milestone, век, кон кој што секој се стреми. Дали е тоа организација, дали е тоа личност, франшиза, бренд и така натака. Така да, тоа е една порака. Втората порака и многу поважна е топ едукатор, односно 50 еднакво на 100 книгата во најголем дел од своите текстови зборува за квалитетот, а не за квантитетот. Дискутираме за тоа дека е важно како ќе ги проживееме тие години, колку и да се. Значи, 50 години за некој човек вредат како 250 за некој друг, доколку животот му бил квалитетен, доколку проживел убави нешта, различни работи поминал. Не може да биде човек среќен, не може човек да биде да постигне еквилибриум доколку не биде здрав. Здравието е врвна цел и човек кој што не се чувствува физички и психички здрав, верувајте ми, не може да биде среќен на долг рок никако, така да тоа е прва и основна вредност. И на крајот на кришата 50 еднакво на 100. Јас сум сепак менаџер кој што работи маркетинг и продажба и стварно е било глупаво да ставам неатрактивен наслов кој што не провоцира и не привлекува публика. Така, да, сосема си во право. Филип, книгата е всушност практичен водич или практично четиво за зачувување на здравјето буквално на целото семејство. Кои поглавја ги содржи? Апсолутно, јас секогаш се трудам и во сите емисии, во сите написи да се обратам до обичниот човек, се трудам да го, колку што е тоа можно, медицинското ниво сведам на ниво на разбирливост со цел да бидат тие совети применливи во пракса и јасни. Во суштина, значи, зборуваме за совети кои што се од бројни теми, меѓутоа не дискутираме за, кога гледам вака од медицински аспект, ништо специјално. Дискутираме за вообичаени проблеми кои што секој од нас те тангираат. Некогаш дискутираме за покачен холестерол, некогаш дискутираме за покачен притисок, некогаш дискутираме за диареја, некогаш дискутираме за основни проблеми во педиатриска возраст, во гериатриска популација, во проблеми од женското здравје. Се тоа проблеми кои што, без намера да селектирам овдека, 99% од луѓето овде се соочуваат со некои од тие проблеми или се соочиле сигурно, или ќе се соочат задолжително во текот на животот. Така да не е нашата цел да лекуваме неизлечиви болести или да даваме совети кои што можеби немаат смисла или не. Целта на 50 еднакво на 100, целта на топ едукатор е да ви помогне да донесете правилна одлука за едноставни проблеми со кои што се судирате. Да не одите на лекар за температура, да не одите на лекар за диареја, да не одите на лекар за да што имате обстипација, да си помогнете сами. Затоа што секое одење во лекарска ординација, а тоа ни го покажува и сега овој момент што го живееме, е додатен ризик. Ризик е да се разболиме од нешто посериозно. Ризик е да не примат. Ризик е да не примат и да не прегледаат темелно. Може да тоа е и најголем ризик. Така да бидете едуцирани за вашето тело и за вашето здравје се работи. Нема поважна работа заради која што треба да бидете едуцирани во животот. Живееме во време на корона криза со COVID-19, неизбежно е да го споменеме и тој дел, на што да се фокусираме во моментов на сопственото здравје,
во време на COVID-19? На што да се фокусираме? Треба да се фокусираме на тоа да најдеме модус за живот во комплицирани услови, да бидам искрен. Да ги користиме можностите што ги добиваме, да ги користиме убавите денови за да поминеме повеќе време во природа и со семејството. Кога веќе знаеме дека сме изложени на ризик, да не глумиме свесно идеал дека ние нема да се разболиме, ние сме семојчни и така натака. Тоа е прва и најважна порака. Втора порака, не помалку важна, е дека јас не против порака за паркинг. Трета порака, исто така важна во моментов, е дека навистина е важно да не заборавиме дека во оваа криза мора да пазиме на нашиот имунитет. Мора да внимаваме на тоа дека моментот помеѓу тоа дали ќе се разболиме или не, многу често зависи од тоа дали сме постигнале соодветна сериозна позиција на нашето тело, значи зборувам дали добро сме припремени, дали сме соодветно имаме балансирана исхрана, дали сме соодветно допингувани по знак прашалник со суплементи од тип на витамини и минерали, цинк и така натака кои што ни требаат. Не заборавајте дека превенцијата е поважна од било што, а кога зборуваме за имунитет, секогаш мислиме на превенција. Јас мислам дека во кратки црти ја опфативме суштината на книгата 50 еднакво на 100 и ја испративме пораката како до подобро здравје и навремена превенција. Само би ги подсетила нашите гости дека книгата е во продажба во сите подобро снабдени книжарници по цена од 350 денари, но денеска на оваа промоција можете да ја набавите по промотивна цена од 270 денари со подпис од авторот. Можеме да преминеме веќе на ова следно, заедно да се дружиме потоа да ги размениме оние впечатоци кои што ги имаме од оваа денешна средба. Така е, ви благодарам уште еднаш што ни слушавте, што бевте фини, дисциплинирани, што дозволивте 15 минути да поразговараме. Пред да продолжиме понатака со потпишувањето, ќе го поканам мојот прв и најголем син. За сега, сакам на него да му го дадам првиот примерок, затоа што е дете кое што навистина покажува интерес за здравјето, за науката, за биологијата, можеби фамилиарно. Така да, после него, сите имате право да дојдете на потпишана книга. Ви благодарам. Господин Ачковски предсе, честитки за вашата книга, која што е како првенче, веќе се појавува и е шанса да научиме многу повеќе за нашето здравје, а преку овие 50 совети кои што ги креиравте во ова печатено издание, можности за сите граѓани да обрнат поголемо внимание на своето здравје, особено сега, кога се наоѓаме во една ваква состојба. Вашите впечатоци еве на самиот чин на промоцијата на книгата. Ви благодарам за честитките. Задоволство ми е што успеавме да смогнеме сили во еден ваков комплициран период да направиме една промоција по сите здравствени стандарди. Задоволство ми е што имаше добар одзив и што видовме доста млади луѓе овде денес. Можеби во најголем дел е наменета и за нив оваа книга. Навреме да се свестат дека градењето на здрав животен стил не смее да започне во моментот кога здравието веќе ќе биде нарушено, туку тоа треба да се одвива цело време и да мислат на превентивата. Во текот на промоцијата споменавте или можеби одбележавте кој бил мотивот за да се зафатите со креирање на вакви значајни совети за здравјето на луѓето. Од друга страна, помеѓу мотивот, дали се наоѓаше и фактот дека трендовите, особено кај младата популација во последниве години, можеби пред да се случи короната, некако видливо беа насочени токму кон поздравиот начин на живот?
неспорно е дека има движење во позитивна насока и независно од тековнава COVID-19 криза. Меѓутоа тоа е општ тренд. Далеку се веќе 80-тите и 90-тите кога луѓето така по лежерно се однесуваа во однос на своето здравје и одеа, можам да кажам, до екстремни граници во младоста. Сега се повеќе и повеќе се обрнува внимание на здравиот начин на живот, здравиот начин на исхрана. Можеме да се каде да се свртиме околу себе во парковите. Еве го Скопје го гледаме во овој пролетен летен период, како никогаш досега е разигран, раздвижен, активности на отворено, часови на отворено. Се тоа насоки дека луѓето обрнуваат се повеќе и повеќе внимание на собственото здравје. Меѓутоа, далеку од тоа дека тоа е завршен процес, тој процес никогаш не може да биде завршен. Значи, приказката за здравјето нема крај и таа ќе трае колку што сме живи и ние. Толку затоа секој исчекор, па макар и овој мал, како што е 50 еднакво на 100, ако придонесе за 5 луѓе, е бенефит за целото општество. Ако придонесе за 100 е уште поголем, бидејќи тие ќе шират таа кауза понатака и едноставно ќе овозможат сите ние да живееме во едно поздраво општество. Какви се вашите очекувања во насока на прифаќање на овие 50 совети што сте ги ставиле во ваше првенче? Па ќе бидам искрен, оваа книга е првенче и таа е тизер еден. Треба да се испипа пулсот на популацијата. Не мислам дека наша популација е премногу расположена да чита и така натака, поготово не во една хартиена форма која што буквално се бори во тековниот период за преживување во однос на дигиталните медиуми, меѓутоа тоа е и мотив повеќе, бидејќи едноставно ова е вонвременски материјал. Здравјето нема ограничување. Не можеме да кажеме дека ќе излезе од мода за 6 месеци или за една година и така натака. Очекувам пред се позитивни реакции. Очекувам секој да се најде себе си во некој момент, бидејќи навистина се многу теми опфатени и нема личности, реков и на промоцијата, која што не била под одредени проблеми од ваков тип во текот на својот живот или нема да се соочи со дел од овие работи и во секој случај е корисно да знае што да преземе во таква ситуација. Како што споменавте, сте обрнале внимание буквално на сите сегменти од значењето за здравјето на граѓаните. Од тука, ајде малку да одвоите, можеби, од она што во текот на работењето со посебен акцент сте го ставиле во страниците на ова книга. Па тука има во принцип доста практични совети. Јас преферирам да бидам конкретен во комуникацијата и во работата и еве во животот и воопшто во оваа книга и можеби тоа е главниот бенефит. Тука дискутираме за конкретни совети како да например го засилиме нашиот имунитет, кои компоненти треба да ги внесуваме во исхраната за да постигнеме оптимална форма, така да се изразам, на нашиот организам. Кои суплементи и во која доза треба да ги примениме за да бидеме поотпорни кон одредени заболувања. Имаме конкретни совети и во врска со холестеролот. Доста честа ситуација за која што возраста се намалува. Веќе во 30-тите имаме луѓе со повишен холестерол. Значи тука дискутираме за конкретни совети за исхрана, конкретен тип на исхрана, конкретен распоред на исхрана, како тоа треба да се изведе за да ги доведеме бројките во нормала уште додека се во зачеток. И понатака, повторно, дискутираме за конкретни природни начини како да си помогнеме сами. Не зборуваме за лекови на рецепт, туку дискутираме за конкретни природни препарати кои што може да ни помогнат заедно со промената на нашиот животен стил да ги доведеме бројките на нашиот покачен холестерол или триглицериди во нормала. На таа насока се овие совети и така тоа функционира. И третиот сегмент или многу важен е кога да процениме дека е критичен момент и треба да се јавиме на лекар. Кога нашата компетенција, бидејќи никој не може не сметам дека е во ред да кажеме дека ние сме некомпетентни за нашето здравје.
голем дел од нас се родители и ние сме први лекари на своите деца. А кој оценува што ќе се прави ако не ни, кој носи одговорноста за нашето здравје и за здравјето на семејството? Ние носиме одговорноста. Не може да се абстрахираме ние одговорноста да кажеме знаеш што, сега ме боли грло, ја одмодам на лекар па ќе видиме што ќе биде. Нема потреба од тоа. Значи, меѓутоа, треба да оцениме кога е состојбата доволно сериозна, кога веќе немаме ингеренции и да се упатиме на лекари. Кога веќе ќе се упатиме, ние мора да ги прифатиме неговите совети малте не безусловно. Немаме тука простор сега ние да сугерираме кога веќе сме добарале помош, треба да научиме и да ја прифатиме помошта. И еве неизбежно секако за крајот на нашиот разговор, која е вашата основна порака или можеби најголемиот совет до граѓаните? Најголемиот совет е дека клучна работа која што треба да ја постигнеме е да се свртиме кон себе и да сватиме дека во голем дел здравствените проблеми кои што ги имаме потекнуваат од одредени наши навики и однесувања кои што ги практикуваме во текот на подолг период од животот. Да сватиме дека добрата здравствена едукација ќе ни помогне да можеме дефинитивно да си помогнеме себе си, да носиме правилни одлуки, меѓутоа и да спречиме одредени хронични болести од кои што нема назад. Нема хирург или специјалист кој што ќе ни помогне да се вратиме во оптимална форма ако ние го нарушиме здравјето со одредена хронична болест. Нема назад. И тоа на добар дел луѓето не им е јасно додека се здрави. Значи, хронична повреда не прати до крајот на животот и воопшто не е пријатно да се живее со болка секундно или да бидеме свесни за тоа дека имаме лимит, ограничување, кое што ограничување е предизвикано од одредено наше невнимание или можеби подобро кажано од практикување на несоодветни навики во подолг период. Еве и во ова насока го заокружуваме нашиот разговор. Јас ви посакувам успешна работа во делот на понатамошно истражување и совети за граѓаните, а се со единствена цел за зачувување на здравјето, особено од оваа временска дистанца. Свативме сите дека е нешто без кое што не можеме да функционираме и многу значајно за сите нас. Ви благодарам. Благодарам уште еднаш. Секој поединец има различни вредности на кои го темели својот живот. Единствено здравјето е заедничката вредност на секое човечко битие. Единствено здравјето е еден од клучните темели за достоинствен, среќен и исполнет живот. Кажи и направи нешто добро за Македонија.